Република Македонија доби донација од нови 23 автобуси наменети за средношколци. Донацијата е од Народна република Кина, а автобусите се произведени од страна на Јутонг, кој што е најголем производител на возила во светот. Оваа компанија ги произведе и двокатните автобуси наменети за јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Автобусите се наменети за ученици и истите се со дополнителни безбедносни стандарди, како посебни појаси на секое седиште, специјален систем за автоматско гаснење на евентуален пожар, навигација и друго. Вице-премиерката задолжена за европски прашања Теута Рифи при потпишувањето на писмата за примопредавање изјави дека донацијата е значаен гест на пријателска Кина, а ова ќе помогне учениците од руралните средини да можат полесно да стигнат до своите училишта. Образованието и вложувањето во младите генерации е врвен приоритет и мисија во чија реализација работиме заедно. И секако помошта од нашите билатерални, од нашите партнери, од нашите пријатели е повеќе од значајна. Да инвестирате во знаење, да инвестирате во младите генерации, да инвестирате во можноста младите луѓе од руралните средини полесно и побрзо да стигаат до нивните училишта, мислам дека е една голема, битна и едно големо внимание. И не само тоа. Уште еднаш докажуваме дека далечината и колку далеку можеме да бидеме географски, тоа не значи дека не може да соработуваме заеднички. Кинескиот амбасадор Цуј Џивеј изјави дека оваа донација се заснова на искрено пријателство, кое е во насока на развој на добрите економски односи меѓу двете држави. Кинеската помош кон странство се придружи кон принципите на взаемно почитување, равноправност, взаемна корист, заеднички развој и стриктно одржување на ведувањата. Помош по различни начини, прагматични, искрени и без политички услови. Кинескиот амбасадор додаде дека во иднина ќе се реализираат и други проекти кои се резултат на добрите односи и почитувањето меѓу двата народа.